Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме утринската програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве денеска сме петок, 16 јуни 2023 година или 167 ден во ова календарска година. Верувам дека сте добро, иако времето е навистина надвор променливо, така ќе биде и во наредните денови. Некако мај месец и јуни ни се погодија врнежливи. Прогнозерите велат дека ова лето ќе имаме навистина променливо време, но ајде да видиме кога ќе отпушне летото какво ќе биде тоа време. Еве на почетокот да ги проследиме сервисните информации, ќе кажеме неколку зборови за времето. Како што спомнав, ќе биде променливо, облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд и локална појава на грмежи. Попладне на места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен дожд за кратко време. Ќе паднат над 25 литри на метар квадратен засилен ветер, над 60 км на час и изолирана појава на град во Скопје, променливо облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмежи. Во делови од котлините ќе има услови за краткотрајно невреме со интензивен порен дожд и засилен ветер. Навистина, чудно се случува, ќе се појави некој облак и ќе однесе се што се вели, значи се појуваат доста врнежи, но како и да е, мора да го прифатиме тоа време какво и да е. Што се однесува до температурите, денеска ќе бидат во еден подолг распон од 10 до 26 степени, еве во крајно западните делови од 10 до 16, тоа е значи Дебарскиот регион, во Скопскиот регион од 16 до 23, Куманово од 12 до 21, како што приметувате, температурата е малку пониска за разлика од вчера. Во Берово од 12 до 20, Тиквишијата, Кавадарци од 17 до 25, најтопло ќе биде во Гевгилискиот регион од 18 до 26 степени, потоа Пелагонија, Битола, Прилеп 14 до 22 и во Охридскиот регион од 13 до 21. Ако планирате да заминете за викенд во Охрид, тамо е доста свежо ќе биде, така понесете си и малку потопла облека. Што се однесува до утрешната температура и за викендот, исто ќе биде како и денеска, променливо облачно, посвежо и поветровито. Значи, те гледам за степен 2 ќе паднат температурите во сите делови на нашата земја. Како е да е, во текот на денот се појави сонцето, значи релативно пријатно е, топло е, но не може човек да се опушти, бидејќи еве прогнозата вели дека ќе имаме значи и врнежи од дожд. Што се однесува до состојбата на патиштата, почитувани гледачи, вие кои сте возачи, возите внимателно, има одрони на патиштата. Според извештаите, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, понаместо влажни коловози, граничните премини се отворени и нема подолги задржувања. Како што спомнав, возете внимателно низ клисурите, низ речните долини и клисури, посебно тамо каде што има и планини, односно ридови, како што се значи делниците Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово, Кочени, Делчево и така натаму. Возете внимателно и во градските средини сега е распуст, значи децата веќе се на распуст, тие се движат малце повеќе низ градиштата и селата, затоа бидете внимателно и почитувајте ги правилата за премин на пешаците кога е во прашање, значи тие пешачки премини. Еве, тие се неколку сервис информации, сега ќе одиме да видиме што се случило на денешен ден. Рековме 16 јуни, во историјата се забележани интересни настани. Еве, одиме во далечната 1671 година, под водство на легендарниот јунак Стенка
Рязани во Русија избувнало востание против спахиите и царските чиновници, кои слободните козаци ги претвориле во кметови, а населаните им наметнувале уште поголеми давачки. Значи, еве востание против клерот, би се рекло, оне водачите, царските чиновници, спахиите, ете народот, селаните се побуниле во 1671 година. Во далечната 1779 година, денешен ден, Шпанија и објави војна на Велика Британија и ја започнала обсадата на полуостровот Гилбертал. Добро, во 1826 година турскиот султан Мехмед II по буната на јаничарите ја укинал институцијата јаничари и вовел низам редовна војска. Знаеме кои се тие јаничари, значи поробени млади деца, водени во Турција, обучавани во тој дух на Турската империја и потоа враќани во своите родни градови и села, и тие биле полоше дури и од самата турска војска. Но ете, тоа се променило во 1826 година. Мурат II дозволил во јаничари да примат и турци, а во 1638 година го укинал одземањето на христијанските деца, тоа што го спомнав. Со ослабувањето на Турција се почесо се случаело јаничарите да предизвикуваат нереди кои со време станувале опасни и за турската власт. Во 1858 година роден е шведскиот крал Густав V, кој во текот на владењето во 1907 година па се до смртта во 1950 година обезбедил на Шведска неутрален статус во двете светски војни. Веднаш од Македонија во 1900 година, значи равно 1900 година, во Крушево била одржана првата конференција на македонските социјалисти, на која меѓу другото била донесена одлуката социјалистите да се приклучат кон ТМОРО, развивајќи широка пропаганда и револуционерна дејност во редовите на македонската револуционерна организација. Македонските социјалисти станале раководни личности во Илинденското востание во 1903 година. Во местноста Моклиште, Кавадаречко, во 1943 година, Кавадаречко, значи село Моклиште, бугарскиот окупатор стрелал 12 невини младенци од село Ваташа, Кавадаречко. Тоа се случило на денешен ден. Во Кавадарци синок имаше огномет, значи во Ваташа, тоа е родното село на тие момчиња, имаше прослава, сеќавање на тој зверски гест што го направиле бугарските власти, убиле 12 момчиња. Кодите сега во Ваташа, во Моклиште, таму има маузолеј, односно има подигнат споменик во чест на овие млади момчиња. Интересно, има 12 јавори, стебла, кои се тука сами изникнати. Чудо, ако отидете во тој парк, може да го посетите, ќе видите 12 дрва, 12 јавори како символ на ова млада генерација од 12 младинци кои биле убиени на денешен ден во 1943 година. Добро, еве одиме понатаму, уште неколку информации да ви пренесам. На денешен ден во 1977 година председателот на САД Џими Картер и панамскиот водач Омар Торихос подпишале договор со кој било предвидено Панамскиот канал да биде предаден во владење на Панама во 2000 година. На денешен ден во 1992 година Соединетите Американски држави и Русија подпишале договор за смалување на 2/3 на арсеналот на далекострелните нуклеарни ракети до 2003 година. 1997 година на денешен ден Република Македонија и Кувајт воспоставиле дипломатски односи на амбасадорско ниво. На денешен ден 2001 година по 11 години завршиле комплицираните работи за спас на кривата кула во Пиза, со што била спасена една од најголемите италијански туристички атракции. Иако и денеска таа е искривена, но очигледно е зацврстена да не дојде до поголемо нарушување на самата статика. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Сега одиме да ве поздравиме со една христијанска песна.
Беше добра и за Адам, беше добра и за Мойсей, беше добра и за Давид, и добра е за нас. Беше добра и за Петър, беше добра и за Яков, беше добра и за Йован, и добра е за нас. Добра е за тебе, сестро, Добра е за тебе, брате, добра е за сите луѓе, и добра е за нас. добра е за мојот татко, Добра е за мојата мајка, добра е за браќа, сестри, за сите добра е. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Следува рубриката Читање од Библијата, односно ќе прочитаме денеска неколку капки на мудроста. Еве за кои мудри мисли се одлучив денеска. Неволите воглавно ги создаваат оние кои ништо друго не создаваат. Најпразен човек на светот е оној кој е полн со себе. Старата заблуда е секогаш попопуларна од новата вистина. Прави добро, па се надевај на добро. Човекот се плаши од староста, иако воопшто не е сигурен дали ќе ја дочека. Ова е навистина права вистина кога е во прашање, никој не знае дали ќе доживе старост или не. Секој ден е дар од Бога. Староста на сите нам ни е единствена сигурна иднина. Уште во младоста треба да го отсечеш стапот на кој ќе се потпираш во старост. Кога сиромаштијата ќе влезе на врата, љубовта излегува низ прозорец. Лесно е да се биде дарежлив со туги пари. Колку повеќе даваш, толку повеќе имаш. Тоа е мудрост и на самиот Соломон, кој го запишал во своите списи. Одеме сега да го дочитаме, би рекол, 71-иот псалом, бидејќи во минатата емисија го отпочнавме, но го прочитавме половина од овој псалом. Сега продолжувам, значи 71-та глава од псалмите Давидови, од 12 стих ќе ја одиме до крај. Боже, не стои далеко од мене, поите ми на помош, мој Боже. Нека се посрамат и нека пропаднат оние кои ме клеветат. Срам нека ги покрие, честа нека ја загубат оние кои сакаат зло да ми наместат. А за мене секогаш ке има надеж, од ден на ден се повеќе ќе те славам. Моето уста по цел ден ќе ги разгласува правдата Твоја и спасението Твое, иако не го сваќам нивниот досег. Ке дојдам и ке ги разгласувам Твоите мокни дела, Господе, Јахве, и само Твојата правда ке ја објавувам. Боже, Ти ме поучаваш од младоста моја и се до денес ги разгласувам Твоите прекрасни дела. Боже, не оставај ме во староста, кога ми е побелена косата, се додека не им ја објавам на младите Твојата сила, на новото поколение мокта Твоја. До небото достигнува Твојата правда, Боже, Ти кој што извршуваш мокни дела, кој може да се споредува со Тебе, Боже. Иако доживјав неволја и неволи горчливи бројни, Ти пак ќе ме оживееш и од бездната на земјата пак ќе ме извадиш. Достоинството ќе ми го подигнеш и уште еднаш ќе ме утешиш. А јас со харфа ќе ја славам Твојата верност, Боже, со лира ќе Ти пеам славопој, Светицу Израилев. Устните мои ќе воскликнуваат од радост кога ќе Ти пеам славопој со душата што ми ја избави. Јазикот мој по цел ден ќе ја фали Твојата правда, зашто се посрамија и се збркаа тие што зло ми
смислува. Еве тоа беше комплетен сега Псалмот 71, почитувани гледачи, и видовме во вториот дел Давид повторно ја искажува својата жалост во душата што му ја нанели неговите противници, но од друга страна тој ја открива и надежта во Господа. Боже, не оставе ме, вели, и во староста, кога ми е побелена косата. Очигледно, Давид овој псалом го пишува веќе при крајот на својот живот, кога поминал многу неволи, многу искушенија, и сега тој уште еднаш својата надеж и вера ја темели на Господа. Иако, вели тој, доживеав неволи горчливи бројни, ти пак ќе ме живееш, ти пак ќе ме живнеш и од бездната на земјата ќе ме извадиш. Очигледно, Давид, почитувани гледачи, верувал во воскресение. И ако умре, како што рекол Јов, ова моја кожа ако се распадне, јас повторно ќе го видам лицето на мојот Господ. И Давид верувал во воскресение во Исуса Христа. И затоа на крајот вели, устните мои ќе воскликнуваат од радост, која ќе ги пеам с твоите славопои, со душата што ми ја избави. Нека и нашата надеж и денеска во овој ден, почитувани гледачи, се потпира на Божите ветувања. Исус рекол, јас сум со вас до крајот на векот, односно до крајот на светот. Одиме со песна да продолжиме во нашата емисија. Радуј се пуно, кćeri Sionska, raduj se puno, kćeri Jerusalemska. Raduj se puno, jer evo tvoj car na magarcu jaše. Raduj se puno, Jerusalime. Raduj se puno, kćeri Sionska, čežnja se tvoja uskoro ostvaruje. Raduj se puno, jer evo tvoj car, on krotkog je duha, on će te izbaviti. Jerusalime, 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 koji kamenje zasipaš mi proroke, o Jerusalime, 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 Jerusalime. Raduj se puno, kćeri Jerusalemska, spasite sveta na tvojim je rukama. Raduj se puno, jer evo tvoj car, on rodi se sada, s nama je Bog. Jerusalime, raduj se puno, kćeri Jerusalemska, spasite sveta u tvojim je mukama. Raduj se puno, jer evo tvoj car sa trnovom krunom, on umire sada. Za tebe, Jerusalime, 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 koji kamenje zasipaš mi proroke. Koliko puta sam želeo da sakupim te, kao kokoš pod krila svoje piliće, i nehte ste, Jerusalime. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Следува искуство или вести
od Светот. Во секоја емисија пренесуваме разни искуства од делови на светот, кај што се обратиле луѓе, односно го запознале Бога и тие тоа го запишеле и го споделуваме со вас во ова наша емисија. Денешните вести или искуство ни доаѓаат од Македонија. Имаме интересно кратко искуство на една наша гледачка од Скопје. Еве, јас ќе го прочитам, а вие ќе може да видите и некоја фотографија од личноста која ни го испрати ова искуство. Се викам Македонка и живеам во Скопје. Потекнувам од православно работничко семејство во кое не се практикувале обичаи и традиции. Воспитувана сум во патриархен дух. Во татковската куќа постоеше ред и дисциплина. Не учија нас децата да бидеме честни, вредни, да ја сакаме и преминуваме во животот правдата и вистината, да ги почитуваме и да им бидеме послушни на родителите, да им помагаме на луѓето кои имаат потреба од помош, да го цениме трудот и работата. Моето детство беше исполнето со помагање на родителите во домашните и полските работи и школување. Времето во кое јас го поминав, детството и младоста, беше време кога не се зборуваше за Бога, а уште помалку за Библијата. Во местото на моето живење немаше црква, така да ние не одевме во црква и не знаевме скоро ништо за Бога. По распадот на Југославија, луѓето помасовно почна да ги посетуваат црквите, храмовите, така да и мене ми се јави желба и јас да отидам во црква. Бидејќи никој не ми зборувал за Бога, јас кога влегов во црквата гледав многу икони со испишани имиња на светци, ја барав иконата на Бога, странично под зидовите и на таванот, но не ја најдов. Таа желба да го запознам Бога почна да провејува во моите мисли, но не бев информирана за ништо. Тие што ме обкружуваа никогаш не го спомнуваа Бога, ниту нешто од него чув за него. Значи, скоро никој не изборувал за Бога. Но еден ден, во една книжарница, на излогот видов Библија. Имав толку пари со мене и веднаш ја купив Библијата. Почнав да ја читам, но уште во првата книга Мојсеева, во 10 глава, Родослов на народите, застанав, ми беше бесмислено, скоро и досадно, да читам понатаму. Тоа ми стана пречка за понатамошно читање на Светото писмо. Наместо да ја прескокнам таа глава и да продолжам понатаму, јас престанав да читам. Животот си продолжуваше, имав многу тешки моменти и периоди во моето живење и јас несвесно, нејасно почнав да чезнеам за Бога, за неговата помош, бидејќи луѓето, човештвото не можеше да ми ја даде таа помош и сила која ми беше потребна во тие тешки моменти. Времето минуваше, се пензионирав и еден ден во поштенското сандаче најдов трактат во кој се зборуваше за саботата како Господов ден за одмор. Јас бев изненадена, бидејќи ги гледав луѓето како одеа во црква во недела, а не во сабота. Си велев, мора да е тоа некоја грешка и тоа не ми даваше мир. Сакав да расчистам со таа нејаснотија. На сајмот на книгата во 2009 година, на штандот на Адвентистичката црква ја најдов книгата Времето и знаците, од која разбрав дека Господовиот ден не е недела, туку сабота. Ја пронедов црквата и заедно со мојот сопруг пошлавме да одиме редовно на богослуженијата, да ја читаме и проучуваме Библијата и да растеме во познавањето на Бога. Бевме пресрекни. За кратко време се крстивме и од тогаш до денешен ден не сме се одвоиле од Библијата, проучувањето, секојдневните молитви и славењето на Бога. Ги охрабрувам сите кои не го запознале Бога,
da не се двоумат, да го направат тоа што е побрзо, затоа што наш е денешниот ден, а не утрешниот ден, да почнат да ја читаат и проучуваат Библијата, да одат редовно на богослуженијата, да се молат, да го слават Бога и да му бидат неизмерно благодарни за секој благослов кој што го примаат секојдневно. Бог во Библијата не учи како треба да живееме и во кого да поверуваме. Поздрав до сите слушатели и гледачи на радио Гласна надежда. Еве, почитувани гледачи, тоа беше искуството на Македонка од Скопје. Верувам, се охрабривме, така да и вие, ако имате некое ваше лично искуство, доживеано со Бога, ваше обратување, напишете го, испратете ни го, а ние ќе го споделиме, да се охрабрат стотици и илјадници луѓе кои следат оваа емисија, бидејќи Бог е силен и денеска Бог работи на обратување на многу човечки срца. Сите ние поминуваме низ некои премрежи, низ некои проблеми, но нашата надеж, еве како што и госпоѓата Македонка напишала, поминала низ секакви проблеми. Животот носи добри и лоши работи, меѓутоа, кога ќе го запознае Бога, тогаш сите проблеми многу полесно се надминуваат, односно се носат и се решаваат. Јас лично ја познавам Македонка, и благодарам што го испрати ово искуство, што можев да го споделам со сите вас, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои се вклучивте во меѓувреме во нашата емисија и ја следите утринската програма Добро утро на радио Гласна надежда. Продолжуваме сега повторно со песна. Za nečim što prolazi, kada ti osmesnica nestaje i silazi, Bog vidi sve to, Bog vidi sve to, oznaj da voli te On, oznaj. Životno koji smo želeli, kuda li ćeš tamo videti i brata svog i bližnje svog koje smo voleli. I Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Evo ću doći skoro. Blago onome koji drži reči proroštva knjige ove. Blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad. Čeka i odmor tvoj i život moj koji smo želeli. Život prolazi, slike se menjaju, a reči proroštva ostaju. Oznaj da čekate Bog, oznaj da čekate Bog, oznaj.
Constance, Germany, a council was convened in the year 1415. Three significant things took place. Firstly, it was called to discuss the schism between the popes. At that time, there wasn't one, nor two, but three rival popes, all declaring themselves to be the true and right pope. This council settled that schism and appointed someone who would rule after those three. It was also here where they declared the writings and John Wycliffe to be a heretic and ordered that his bones be exhumed and burned. It was also at this council where John Huss was ordered to appear to defend his teachings. When Huss left for Constance, he said goodbye to his friends as if he wasn't going to see them again, even though he had a letter of safe passage from the emperor and the pope. Soon after arriving here in Constance, by order of the pope and the cardinals, he was thrust into prison. This building behind me, though today a nice hotel, was one of the places used to imprison John Huss whilst he was here in Constance. The trial of Huss took place here in Constance in the Munster. It is said that he sat on aisle 24. He was asked if he wanted to recant, to which he said he would prefer death over recantation. He was thrown back in prison and brought back here again, and the last time he spoke at the trial, he fixed his eyes on the emperor and said that he had traveled here under his own free will and under the public protection of the emperor sat here. It is said that when everyone's eyes turned on Sigismund, that his face turned crimson red. Sitting here in aisle 24, where Huss sat during his trial, our minds go back to Jerome. When Huss left for Constance, Jerome told him that if he heard of any misfortune, he would come and help right away. Hearing of his imprisonment, he left and travelled down here, but without a safe passage. On arriving in Constance, he realized there was not anything he could do, and so he headed back to Prague, but he was captured on the way and brought back here to Constance. Some people wanted to kill him right away, but they put him in prison where he almost died for lack of food. They wanted to keep him alive. They realized that Huss's death hadn't accomplished very much, and so they wanted Jerome to recant. He was left in prison for about a year in terrible, terrible conditions. Suffering from doubt, he eventually renounced the teachings of Wycliffe, he renounced the teachings of Huss, and pledged to adhere to the Catholic faith. He went back to prison, but the council was not done with him, either wanting more blood or wanting a fuller and broader surrender of faith. They called him again, but this time he renounced his former recantation. He asked to address the House, and this was denied, but he remonstrated and was given the opportunity to speak. He stood up and pledged his support of Huss and the influence he had had on his life, and he went on to say, "Of all the sins that I have committed since my youth, none weighs so heavily on my mind and caused me such poignant remorse as that which I committed in this fatal place, when I approved of the iniquitous sentence rendered against Wycliffe and against the holy martyr John Huss, my master and my friend. Yes, I confess it from my heart and declare with horror that I disgracefully quailed when through a dread of death I condemned their doctrines. I therefore supplicate Almighty God to pardon me my sins, and this one in particular, the most heinous of all." One thing we learn from the story of Huss and Jerome is that although at the end of his life Jerome fell away, he then came back. Maybe you have fallen away in your walk with the Lord. Maybe you've backslidden. Maybe you've done things that you wish you had never done. Jerome was once strong in his faith and fell away, but at the very end, he came back. There's always time for us to come back to God. If you've fallen down, the most important thing is that you get back up and renew your acquaintance with the Lord. Maybe today
If you've fallen away, you need to renew that acquaintance with God again. Svakog dana isto sve, život prolazi. Svi se žure, radi se da se poživi, al ponekad pitanje samo dolazi. Da li je od života sve to što proći će? Znam da netko prinese od uvijek za nas. Bog me zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Znam da netko prinese od uvijek za nas. Bog me zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Mnogi ljudi govore dosta treba mi, ovaj život potroše, a nisu živjeli. Bog ti daje dobra sva, nemoj čekati. Vrijedi ono koliko si Bogu dao ti. Znam da netko prinese od uvijek za nas. Bog me zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Znam da netko prinese od uvijek za nas. Bog me zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Eve, rekao Simeon, ovo je opredeljen da sobori i podigne mnozina vo Izrael, i je znak protiv kogo ke se govori. On je što sakat povtorno da se podignat, ke mora da padnat. Nije morame da padneme vrst Karpata i da se skršime pred da se podigneme vo Hrista. Sebičnosta mora da se sobori. Gordeljivosta mora da se ponizi, ako sakame da je zapoznajeme slavata na duhovno to carstvo. Evrejite ne sakale da je prihvatat česta što je postignata so ponižuvanje. Zato i ne možele da go primat svojot otkupitel. To je bil znak na koji mu se protivene. Za da se otkrijat, mislite na mnogu srca. Vo svetlinata na životot, na spasitelot se otkrivaat srcata na site. Počnuvajki duri od tvorecot, pa do knezot na temninata. Satanata Boga go prikažal kako sebičen i surov, kako onoj koji polaga pravo na se, a ne dava ništo, koji bara službu od svite svojih sozdanija za sopstvena slava, a ne podnesua nikakva žrtva za nivno dobro. Međutoa, darovanjeto na Hrista go otkriva srceto na Otecot. To svedoči deka Božite misli za nas se misli dobri, a ne loši. To pokažuje deka, iako Božjata omraza kongrevote silna kako smrta, negovata ljubov kon grešnikot
посилна и од смртта. Бидејќи го зел на себе нашето спасение, тој нема да поштеди ништо, колку и да му е тоа мило, што е неопходно за извршување на неговото дело. Ние не сме лишени од ниједна вистина што е потребна за нашето спасение. Не е занемарено ниједно чудо на милоста. Не останало неупотребено ниједно божествено средство. Тој постојано покажува наклоност и без прекин дава дарови. Сета небесна ризница им е отворена на оние што тој сака да ги спаси. Собирајќи ги своите богатства на вселената и откривајќи ги сите извори на неизмерна сила, тој сите ги предава во Христови раце и вели: сево ова е за човекот. Употреби ги овие дарови за да го увериш дека не постои ниту на земјата, ниту на небото поголема љубов од мојата. Своја најголема среќа тој ќе најде во љубовта кон мене. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на Радио Гласна надежда. Продолжуваме со нашата програма. Следи кратка тема и денеска и ова утро ќе размислуваме за разбойникот на крстот, посебно оној од десната страна што поминал неколку часови заедно со Исуса. Очигледно, дружењето со Исуса и во овие тешки моменти и претходно додека биле во судница позитивно влијаело на неговиот живот. Исус ги менува луѓето, како што го променил и животот на овој разбойник. Но, секако, Исус сила не употребува да промени нечи живот, бидејќи оној од левата страна се останал тврдокорен до крајот и со такви мисли го завршил својот живот. Исус ги менува луѓето. Грешниците, например, грешницата крај бунарот на Јакова ги слушнала неговите зборови за време на еден краток попладневен одмор. Неговото влијание потполно го изменило низиниот живот, така што веднаш станала негов прв мисионер меѓу самарјаните. За Јована, кој бил толку свиреп што еднаш барал да бидат спалени живи луѓе, било потребно повеќе време, но Христовото присуство предизвикало драматична промена кај него. Пред својата смрт бил познат како апостол на љубовта. И сега одиме понатаму да размислуваме за промената на карактерот на овој разбойник. И затоа го слушнал додека висел на крстот и римскиот капетан кој рекол: навистина ово е син Божи. Во неговиот затемнет ум засветлела светлина на Светиот Дух и тој слободно го изразил своето убедување. Тој не сторил никакво зло. Тој негово лично сведоштво упатено до неговиот колега, злосторник кој го обвинувал Исуса, односно, ако е син Божи, нека направи чудо и тој да се спаси, а и нив да ги спаси. А злосторникот од десната страна вели: како не ти е срам? Ние сме обвинити праведно, а тој човек не сторил никакво зло. Светоста што произлегува од Христа му дала ново и трајно искуство. Открил, како и мнозина пред него, дека човекот кој со отворена душа му се обраќа на Исуса не може да го издигне неговото божествено влијание, односно да го избегне неговото божествено влијание. Светиот Дух ги поврзал во невидлива целина искуствата, сведоштвата и сеќавањата кои заедно со она што го видел за време на распнувањето го вовеле во верата и во целосна преданост. Сигурно и тој, како и повеќето припадници на еврејскиот народ, често гледал грешник како води невино јагне во храмот и го пренесува во жртва за символ на очекуваниот Месија. Сега видел дека овој символ станал стварност во вистинското Божје јагне кој ги зема на себе гревовите на светот. Верувам дека она што го видел го подсетило на старите текстови што како момче му ги читале учителите во синагогата. Овие зборови од Стариот Завет со убедливи подробности го опишува вистинскиот Месија. Еве,
цитат од книгата на пророк Исајаш, 50 глава, 6 стих. Грбот свој го подметнав на они што ме биеа и образите своји на они што ме удираа, лицето свое не го скрив од подбив и плукање. Очигледно овој разбойник ги знаел овие зборови. Како дете, тој морал да ги посетува часовите по вернаука, зашто било обавезно, децата биле обврзени до 12 години, навистина да ја знаат Тората, односно Стариот Завет, 5 книги Мојсееви. Он беше измачуван, но страдаше доброволно и устата своја не ја отвараше како овца, он беше одведен на колене. На крстот овој осуденик го видел Исуса во новата светлина, а тоа му помогнало и себе си да се види во вистинската слика. Му рекол на својот другар на другиот крст кој висел, зар и од Бога не се боиш кога си веќе и сам осуден? Ние сме праведно судени, но он ништо лошо не направи. Не знаеме како се борил додека стоел пред судијата во Иерусалим, но знаеме дека се обидувал да ја докаже својата невиност или да ги одбрани своите дела. Но знаеме дека по средбата со Исуса немал многу добри зборови за себе. Го признал својот грев и искрено се молел. Наистина прекрасно искуство стекнал овој разбойник. Тој ќе упати молитва. Ние во наредната емисија ќе ја кажеме неговата молитва и ќе ја коментираме што значи тоа Исусе, сети се за мене. Тоа било израз на неговото признание, на неговата грешност и на неговата вера во Исуса Христа, да се сети Исус и за него. Тој ги признал своите гревови. Признал дека бил злосторник, но сега сака да се покае. Сака тај терет од грбот да го симне. Тука е Спасителот на светот. Тој не сака да ја пропушти таа последна шанса, да го фати, што се вели, последниот вагон, последниот воз за спасение. Почитувани гледачи, можеби ние се наоѓаме на некоја своја животна раскасница. Немој да го пропуштиш Исуса. Тој е тука сега. Пружи својата рака, отвори го своето срце, а Исус е толку голем, Исус е толку полн со љубов, што ќе пружи твојата рака и ќе ти ги одземе твоите гревови, односно твојот терет ќе го симне од тебе. Ој разбойник тоа го знаел, тоа го искористил. Гревот, теретот бил симнат од неговите плеки. И тој еден ден, кој ќе дојде Исус Христос, ќе биде воскреснат, зашто Исус му ветил. Но во наредните емисии ќе кажем малце повеќе што тоа значи кога овој разбойник рекол Исусе, сети се за мене. Одиме сега со уште една песна, потоа ќе одиме при крајот на ова наша денешна утринска програма. Ti si tuka, zborujem so tebe, dej noč tom si
ti me čuvaš, ti si prijatelj moj veren, sega mirno zaspivam. Ti si moj od život, Bože, moja segašnost i idnina, samo sakam da te sledam, zajedno večnost su tebe. Ti si moj od život, Bože, moja segašnost i idnina, samo sakam da te sledam, zajedno večnost su tebe. Koliko nežno me vodiš, den po den mi daruvaš, i so angeli sjajni od zlo zaštituvaš. Ti si moj od život, Bože, moja segašnost i idnina, samo sakam da te sledam, zajedno večnost su tebe. Ti si moj od život, Bože, moja segašnost i idnina, samo sakam da te sledam, zajedno večnost su tebe. Amin. Еве, почитувани гледачи, се враќаме повторно во живо во нашата програма и вие следите утринската емисија Добро утро на радио Глас на надежта. Следува рубриката за здравието. Ќе кажеме неколку зборови за нането, како чај, како билка, 6 причини зошто почесто да ја потребуваме ова билка во нашата исхрана, односно во нашиот живот. Нането е цветно повеќегодишно растение кое припаѓа на родот ментха. Вегетира во влажни предели со тропска и умерена клима, луѓето најчесто го собираат по ливадите, но тоа се култивира и за комерцијална употреба. Најчесто се користи за правење чај и во комерцијални цели како додаток на пастите за зъби и други препарати за нега и одржување на оралната хигиена поради уникатните освежувачки својства, потоа за правење на различити бомбони како сув зачин и така натаму. Имајќи го предвид освежувачкиот потенцијал на оваа билка, односно нејзиниот слабо сладок, но исто време и ладен разладувачки вкус, таа може да се употребува и во летните освежителни пијалоци. Може со лимон да се меша и така освежува. Чајот далечните времења се употребува за нелагодности и болки во стомакот, а поради истите причини листовите од нане се додаваат и при варење на гравот. Има добар вкус. Нането во традиционалната медицина се користи за третирање на проблемот со непријатен здив, за ароматерапии, прочистување на воздухот во затворени простории. Ајде да споменеме неколку причини зошто да го потребуваме нането кој може се уште да се најде на ливадите. Листовите од нането има доста ниска калоричка вредност. Свежите листови од нане содржат незначителни количества протеин, масти и нешто повеќе и јаглинохидрати. Сепак, нането има солидна микронутриативна вредност, значителна количина од витаминот А. Потоа, помага за очите, тој витамин, потоа железо, манган, витамин од Б групата, особено B9 или фолна киселина и помали количества на калциум, магнезиум, калиум, цинк, фосфор, калиум и витамин С. Број 1. Зошто да го користиме нането?
подобро дигеститивно здравје. Многумина го потребуваат нането само кога имаат болки во стомакот. Секако, за тоа постојат причини кои се и научно потврдени, но во следните точки ќе видите дека нането треба да се употребува почесто заради неговите корисни дејства. Нането содржи компоненти наречен ментол, кој помага во релаксирањето на мускулите на дигеститивниот тракт, обезбедува ниво полесно празнење и чувство на олеснетост. Покрај спомнатото, кај оваа билка е утврдено силно антимикробно и антивоспалително дејство. Број 2. Ублажување на симптомите на грип и настинки. Уште едно од најчестите употреби на повеќето чаеви покрај она за болките во стомакот е она што за побрзо пребродување на непријатните симптоми на грипови и настинки. Ова дејство повторно се должи на компонентата ментол. Број 3. Помош при проблеми со непријатен здив. Кога луѓето се обидуваат да избегнат лош здив или да се ослободат од него, прво посегнуваат по мастики и тој најчесто оние со пеперминт. Сепак повеќето истражувања не наоѓаат антимикробен ефект кај мастиките, кој би бил доволно да се ослободиме од хроничното воспаление, односно во лошениот здив. Но јасно е дека спомнатите мастики може да го маскираат непријатниот здив барем на неколку часови, што би било доволно кај акутните причинители за лош здив. Меѓутоа, од друга страна, постојат научни податоци за антимикробниот ефект на чајот од нане и на листовите од кои се прави. Ова значи дека пиењето чај од нане и джвакањето на неговите листови може да води кон трајно ослободување од непријатниот здив, кој е резултат на активноста на одредени патогени во устната празнина. Број 4. Корисен ефект кај дуилките. Дуилките многу често се соочуваат со напукнатини или ранички на брадавиците кои предизвикуваат болки и потешкоти при доењето. Истражувањата покажуваат дека нанесувањето на нане на овој дел на кожата може да придонесе за намалување на болките. Нането може да се нанесува во форма на чај, предходно оладен, и на есенцијално масло од листови на оваа билка. Број 5. Корисен ефект за мозокот. Одредени студии покажува дека дури и самиот мирис на нането може да биде доволен да придонесе кон подобра функција на мозокот. Например, една студија објавена во престижниот журнал покажува податоци според кои може да се види дека аромата на пеперминтот може да ја подобри меморијата и да го зголеми чувството на будност. И број 6. Намалување на симптомите предизвикани од полицистични јајници. Постојат и сериозни истражувања според кои чајот од нане може да има корисно дејство при синдромот на полицистични јајници, состојба кај жените која се карактеризира со високо ниво на машки хормони. Ваквото дејство е возможно заради така наречените антиандроген ефект на нането, особено способноста да го намали нивото на тестостерон и да направи одреден хормонски баланс. Еве, почитувани гледачи, тоа беа неколку совети. Нането може лесно да се најде и во двориштата го има, може да го ожниете, потоа да го исушите на сенка и тоа повторно ќе порасне. Така да има повеќе врсти на нане, но како е која врста да користите е корисно. Затоа да ја користиме ова билка како чај во нашата секојдневна исхрана. Одиме сега со джингл. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша утринска програма. Би сакал сега да ви ја покажам и да ви ја понудам книгата Големата борба бесплатно. Значи, неколку изданија има од оваа книга печатено, но ние ви ја препорачуваме од се срце, вие кои се уште ја немате. Знам дека многу од вас ја имаат, но верувам дека има луѓе кои се уште не ја набавиле. Еве, ние нудиме бесплатно, може да ви испратиме по пошта ако сте љубители на добра книга, на историја и на она што ќе се случи во иднина. Ова книга е токму за вас. Големата борба помеѓу Христа и
сатаната. А вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви стои на располагање дописната библиска школа онлайн, значи преку интернет, bibliјатазборова.mk. Да видиме сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитам гледачи, еве, дојдовме скоро до крајот на ова наша емисија. Ги црпивме содржините кои ги предвидовме за денеска. Ми преостанува да ве поздравам сите вас кои редовно ја следите ова наша утринска програма, па и вие кои повремено се вклучувате според вашите можности и дневниот ваш распоред. Ова емисија се снима и ќе биде поставена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што може да ги погледнете сите досегашни одржани емисии, да ги споделите со вашите роднини и пријатели. И посакувам убав викенд кој е пред нас. Рековме времето ќе биде променливо, но како е да е, направите си амбиент да ви биде добро таму кај што ќе се најдете. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник во исто време во 9 часот да се видиме повторно во нашата утринска програма. А до тогаш Господ со вас и секој добро. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежда. Се гледаме.